30 на обвинителна клупа, еден болен и еден во бегство. Почна судењето за злоупотребите во државните електрани, во кој освен физички обвинети се и 5 правни субјекти. Групата обвинети за проневера на 6,5 милиони евра се здружила за да се збогати на сметка на државата, иако таа добро ги плаќала и им дала доверба да водат еден од најважните сектори – производството на струја. Обвинителството ќе докажува дека групата на чело со поранешните директори на СМ Васко Ковачевски, Васко Стефанов и раководните структури во РИК Битола, ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломај, преку пререгистрација на фирми и договарање меѓу економските оператори, местеле тендери за набавка на адитиви за јаглен. Ги плаќале неколкукратно по повисока цена, а адитивите не само што не се користеле, туку биле и опасни по здравието на луѓето. Според обвинителството, парите од сделките ги враќале во оптек и ги прикривале преку трансакции и подигнување во готовина. Обвинителството располага со голем број на материјални и вербални докази кои што ќе бидат изведени во текот на оваа постапка и обвинителството е убедено дека ќе докажеме секој еден сегмент кој што стои на товар на обвинетите и се надеваме дека по изведување на предложените докази судот ќе донесе не само осудителна пресуда, туку и пресуда со кој согласно цитираните членови и во воведниот говор ќе се изврши и една конфискација на имотот. Поранешните вработени под државна капа не гираа вина, но обвинителството ќе докажува дека во организираната шема за лични интереси и богатење обвинетите ги вклучиле семејствата и нивни блиски познаници. Дел од семејствата на обвинетите, кои што и самите се обвинети, бидејќи биле и тие самите свесни за дејствијата кои што ги превземале, со обвинителниот акт се обвинети за кривичното дело перење пари, што значи преку нивните сметки или преку правните лица кои што ги поседувале во нивна собственост, се вршени фиктивни трансакции заради прикривање на потеглото напротив правно стекнатиот имот. Поранешниот прв човек на СМ Васко Ковачевски, кој е прво обвинет, се бара со меѓународна потерница и него ќе му се суди во отсуство. За обвинетиот Саша Крстевски, судот одлучи постапката да се води одвоено поради здравствени причини. Продолжува истрагата и за претседателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, која со уште 20 други е осомничена во истиот предмет. Според доказите, таа му споделувала информации од предмети на екс-директорот на ТЕЦ Неготино Nebojša Stojanović, кој веќе е обвинет во адитив. Обвинетите се товарат за повеќе кривични дела: злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба, наместени јавни набавки и перење пари. Обвинети се и 5 правни лица, меѓу кои Хем Алијанс Доел Неготино, Дади Трейд Доел Велес, Контракси Компани и стоматолошка ординација од Велес. Нивните представници исто така не гираа вина. Следното рочиште е на 26 јуни.